Можеме да почнеме? Да. Значи, како председател на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 2 септември, односно вчера, од страна на господинот Талат Џафери го добив извештајот за утврдената фактичка состојба под реден број 03/133/6 од Советот на јавни обвинители на Република Македонија, кој што се однесува на потегнување и активирање на член 18 од Законот за специјално јавно обвинителство, односно активирање на постапка за разрешување на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева. Според писмената кореспонденција на Советот на јавни обвинители и Собранието на Република Македонија, извештајот е доставен на 30 август до Собранието на Република Македонија, а дополнително на 31 август е побарана, односно е добиен допис во Собранието, со кој што Собранието се известува дека овој материјал е класифициран како доверлив и се упатува од нивна страна на препорака да се разгледува во согласност со член 18 став 1, последниот дел од тој став на законот, кој што вели дека овој материјал може да се гледа и на затворена седница, односно да се гледа како доверлив. Дозволете ми прво да кажам собствен став по однос на ова прашање. Повеќе дилеми има околу целокупната седница, но дозволете ми околу ова прашање. Јас ценам дека расправата на Комисијата за прашање на изборите и именувањата во согласно со закон, дали ќе биде отворена или затворена, е единствено право на одлука на самата комисија. Членот 18 став 1 во својот завршен дел вели: извештајот ќе биде достапен на јавност преку комисиите во Собранието на Република Македонија, освен доколку некоја од комисиите не го одложи или спречи објавувањето на дел и на целиот извештај, доколку најде за потребно да се заштитат правата на секое лице наведено во извештајот или да спречи недозволено влијание во кое било кривично гонење. Тоа значи дека одлуката дали материјалот ќе биде достапен на јавноста или не треба да ја носи Советот на јавни обвинители, туку треба да ја носи Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Од тука, јас во текот на денот ќе упатам писмо до новиот председател на Советот на јавни обвинители, господин Ацо Колевски, со кој што ќе укажам на оваа одредба од законот и ќе побарам, ќе замолам за декласификација на извештајот. Со задржување на можноста предлогот за заштита на тајноста на материјалот да биде ставен на гласање на Комисијата за прашање на изборите и именувањата и одлуката да ја донесе Комисијата. Во исто време ќе упатам и покана до господинот Ацо Колевски да биде присутен доколку цени дека е потребно, нема обврска, но доколку цени дека е потребно да биде присутен на седница на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Тоа е околу делот на тајноста и доверливоста на материјалот. Седницата ќе биде закажана во четврток во 12 часот во Уставната сала на Собранието на Република Македонија. Да ви известам дека од вкупен број на 13 членови на Комисијата, 10 поседуваат безбедносен сертификат и од вкупен број на 13 заменици членови во Комисијата, исто така 10 поседуваат безбедносен сертификат, без можност да се влијае на бројката која што претеничките групи примарно имаат во Комисијата. Значи, може со ангажман на дел од замениците членови, на местото на оние тројца членови кои што немаат безбедносен сертификат, да биде соодносот на членови на самата седница со право на глас адекватен на оној кој што е примарно, што значи дека Комисијата ќе има можност да работи во полн состав. Исто така, секој пратеник во Собранието на Република Македонија кој што не е член или заменик член на Комисијата, а има желба да присуствува по предпоставка, ако Комисијата се одржува зад затворени врати,
ќе може да присуствува исклучиво доколку поседува валиден сертификат за класифицирани информации. Исто така би ве известил дека одлуката за да седницата на комисијата се одржува зад затворени или зад отворени врати се носи со двотретинско мнозинство од членовите на комисијата, односно 9 членови на комисијата ќе треба да гласаат за предлогот комисијата да се одржи зад затворени врати. Исто така, да ви известам за уште една работа, која што е поврзана со член 18, а тоа е дека треба да се обезбеди согласност од 4 политички партии со најголем број на пратеници во Собранието на Република Македонија. И сега ви цитирам дел од законот. Јас во текот на денот ќе упатам писмо до господинот Талат Џафери со прашање и замолница да ме информира кои се 4 најголеми политички партии според бројот на пратениците застапени во Собранието на Република Македонија. Паралелно, после добивање на таа информација, ќе искомуницираме и писмено со тие 4 политички партии, за да ја добиеме согласноста, за да заедно со заклучокот од комисијата, хипотетички донесен во четврток, да не преюдицирам каков ќе биде, да ги имаме обезбедено и согласностите од 4 политички партии со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија. Тоа е околу процедурата, се обидов да одговорам на многу прашања кои што вчера и денеска ги добив од вас, од новинарите, да ги систематизирам и да ги појаснам во една изјава. Доколку има други нејасноти или прашања поврзани со оваа тема, ве молам повелете. Согласноста е предвидена со член 18 став 1 во постапка за разрешување. Ние сме обврзани како собрание да обезбедиме согласност од, како што вели, политичките партии со најголем број, 4 политички партии, за да се заврши постапката на пленум. Да. Така. Значи, практично, симетрична е постапката и за избор, и за разрешување. Според закони, почитувајќи го законот, до сега во Собранието, овој извештај го имаме погледнато јас и господинот Талат Џафери. И никој друг. Според она што можам да го видам, да, има предоволно елементи за Собранието да постапува и одлучува. Не можам да зборувам повеќе, имам законска обврска да чувам степен на доверливост на документот, но очигледно е дека има. Според законот за класифицирани информации е единствен орган кој што може да декласифицира документ, материјал, е оној кој што го класифицирал, односно оној кој што го создал материјалот. Јас се надевам, заради тоа што иницијално овој документ во Собранието не е доставен како класифициран, туку е класифициран ден подоцна, се надевам дека уште еднаш Советот на јавни обвинители ќе обрне внимание, заради тоа што од една страна јас го почитувам ставот подоцна изграден дека треба да се запазат постапките кои што се поврзани со кривичното гонење спрема специјалниот јавен обвинител, но од друга страна не станува збор за тема која што може да се поврзе со било какво загрозување на човековите права. Има апсолутно висок степен на јавен интерес кон оваа проблематика и мислам дека јавноста треба да биде вклучена. Впрочем, и многу од пресудите во Страсбург, на кои што дел од стручната јавност се повикуваше во минатите 4-5 години, велеа дека секогаш кога се спротивставува јавен интерес на одредени информации од приватен карактер, јавниот интерес има примарно значење и примарна вредност во било која правна постапка. По таа логика се надевам дека прашањето кое што јас денеска ќе го упатам до председателот на Советот на јавни обвинители ќе добие позитивен одговор и документот се надевам дека ќе биде декласифициран. Во тој случај комисијата може да одлучи дали ќе биде отворена или затворена седницата. Во овој момент мојот личен став е дека ова треба да биде седница со декласифициран материјал и од јавен карактер.
ќе одлучиме. Јас во оваа постапка не работам сам. Имам континуирани консултации со сите координатори на пратеничките групи во Собранието и со господинот Талат Џафери. Така да постапуваме максимално внимателно. Од една страна, сите сме пратеници од некоја политичка партија, и јас, и господинот Талат Џафери, секако координаторите на пратеничките групи имаат и обврска да застапуваат политички ставови, но во оваа постапка ние мораме да покажеме дека Собранието е орган за кој што граѓаните ќе може да имаат некаква доверба дека институционално и процедурално ќе ги почитува постапките. Во тој случај се соочуваме со проблем, заради тоа што ако не биде донесена одлука да се затвори седницата, тогаш ќе не може да се разгледува материјалот. Ако се разгледува материјалот, ќе мора да е затворена седницата, но сепак за тоа одлучува комисијата, а не по линија на некоја одредба од деловник или од закон. Мислам дека е најдобро материјалот да биде декласифициран, дека тоа ќе биде најдобро и за доверба на граѓаните кон Собранието, но и за доверба на граѓаните кон правосудството во Република Македонија, за кој што не верувам дека било кога во овие 29 години имало пониска стапка на доверба. Разнесен е правниот систем на Република Македонија. Слушавме снимки во кои што се спомнуваат многу судии, слушавме снимки во кои што се спомнуваат многу обвинители, гледаме постапки кои што се надвор од закон во рамките на правосудните органи, гледаме двојни стандарди, исто обвинителство на еден начин третира едни странки, на друг начин третира други странки. Мислам дека најдобар лек за полека да го враќаме правосудниот систем во Република Македонија во некои нормални рамки е да обезбедиме јавност во овие расправи. На самата седница. Да, на самата седница. Јас немам право да одлучам за тоа, има право за тоа да одлучат 2/3 од членовите на комисијата. Секако заради материјалот, кој што е доверлив, ќе биде ставен таквиот предлог на гласање, но како ќе биде одлуката зависи од членовите на комисијата. На самата седница на комисијата. Има 3 основи предвидени во законот за незаконито, нестручно и несовесно работење. Тие се основите кои што се предвидени во член 18, став 1 и став 2 од законот. Не, на пленарната седница нема да се разгледува извештајот, ќе се разгледува предлогот од комисијата. Да. Значи, тоа значи дека пратениците на пленарна седница ќе разгледуваат материјал доставен од комисијата, а не доставен од Советот на јавни обвинители. И ќе се произнесуваат по основ на предлогот на комисијата. Но, затоа потенцирав на почетокот дека сите пратеници во Собранието на Република Македонија, кои што поседуваат безбедносен сертификат, ќе може да присуствуваат на седницата на комисијата и на седницата на комисијата под хипотетички услови, ако биде се уште класифициран материјалот и ако седницата биде затворена, ќе може и да го погледнат материјалот и да го прочитаат. Јас не сакам да коментирам околу материјалот. Она што ме прашавте, првично ви дадов одговор. Мислам дека изјавата на господинот Коле Штериов, како тогашен председател на Советот на јавни обвинители, е сосема исправна, односно дека во материјалот има дури и премногу елементи кои што се доволно добар основ за поведување и завршување на постапката за разрешување на специјалниот јавен обвинител. Повелете, Адријан. Како? Значи, за да се затвори седницата, треба двотретинско мнозинство. За заклучокот треба просто мнозинство. Не е предвидено на комисија класифицирано мнозинство. Класифицирано мнозинство е предвидено на пленарна седница, каде што ќе треба двотретинско мнозинство, во конкретниот случај 80 пратеници и дополнително бадинтерово мнозинство, односно поголем број од пратениците кои што се припадници на помалите етнички заедници.
тоа го објаснував, материјалот во оваа фаза е доверлив, јас ќе побарам од Советот на јавни обвинители да го декласифицираат, за да ја запазиме формата на законот кој што дозволува комисијата сама, а не по предлог на Советот на јавни обвинители, да одлучи дали ќе заштити дел или целиот извештај кој што е добиен од страна на Советот на јавни обвинители. За да се затвори седницата, ќе треба 2/3 од членовите на комисијата да се произнесат по тој предлог позитивно. Кажав, мој личен став е дека најдобра опција во конкретната ситуација е Советот на јавни обвинители да го декласифицира материјалот и комисијата се одржи пред отворени врати, односно со присуство на медиумите и јавноста. Да, повелете. Ке ми извините, но онаа последна рунда која што вчера попладнето ја имале политичките партии, не сум се уште избрифиран околу чекорите кои што се превземени околу таа тема, така да би замолил на оваа тема да не можам ново да ви кажам, ќе ви кажам нешто пред 2 дена, пред 3 дена, но тоа нема и вас да ви помогне. Ние имавме до сега неколку средби пред одморите практично. Разговаравме, далеку сме од поимање на тоа каков попис треба да се одржи во Република Македонија. Она што го предлага владата на Република Македонија нас не ни личи на закон, ни личи на декларација на волја за попис, со тоа што владата си дозволува во законот да предвиди сите конкретни активности и мерки кои што треба да бидат превземени во врска со подготовката за пописот, да бидат регулирани со подзаконски акти, каде што собранието и ние не би можеле да имаме нити увид, нити контрола. Од тој аспект сите наши предлози се поврзани со стандардите на Евростат околу спроведување на попис. Ништо не излегува од нашите предлози надвор од тоа, но бараме со закон да бидат поставени тие елементи за да собранието целосно и се надевам консензуално има доверба кон спроведување на евентуален нов попис во Република Македонија. За жал, пописот во Република Македонија секогаш имал и заради уставните компоненти поврзани со процентуалноста на населението во Република Македонија секогаш ќе има политичко значење. И тој аспект мислам дека примарно е да се обезбеди политички консензус во собранието на Република Македонија за квалитетот на пописот. Немаме проблем да има попис, но бараме тој да биде квалитетен и да биде по примерот на државите на членки на Европската унија. Па оваа недела немаме планирана средба, веројатно наредната недела. Ако нема други прашања, ви благодарам.